Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Да бе да не збориме. Кај може да не збориме? Од друга страна ќе помине времето во нашето незборување. Така што имаме прекрасни гости, веднаш почнуваме со нив, имаат и тие што да ни кажат и споделат, а се разбира и ќе ги играме игрите и ќе пееме, ќе биде интересно до самиот крај. Добре дојдовте во ново издание на Никој како на телевизија Телма. Така е, ова вечер или ова попладне. Никој како Ивана Кнез и никој како Павле Камиловски. Плескајте си за вас се. Тоа е, ако сам на себе не си плесеш, не можеш да очекуваш другите, така ли во ова денешно време? Немаме циганки, не е дожал. Нема? Румки. Румки, да бидеме добро. Како сте, екипа? Како сте? Двајцата имавте период така малку хаотичен во наводница, ама убав, со оглед на тоа дека Ивана имаше ватрено крштење. Имаше крштење. Третман секој ден од матурантки, полуматурантки, мајки на матурантки, така натаму. И на полуматурантки. Да, и Павле дома пелените играат, ама игра и во новиот спот, односно се разбира нова песна Честитки. Не за пењето се знаеше, него со играње, имам добро моди. Одлично, се најдобро. Започнуваме со Ивана. Ајде. До денеска беа матурантки, полуматурантки или има уште некоја? До денеска. Кај Ивана до денеска? До денеска, јас сум до денеска беше распродадена. Вечер ќе спијаме, така, после 2 месеци ќе успеам. Оно што сакаме да ни го кажеш е дека полуматурантките се оние кои што се многу побрени во овој последниот период. Се повеќе и повеќе, се поактивни и поактивни. И секоја година се поинтензивно и поинтензивно се бараат фустани за полуматурантки. И сега мене, јас сум малку повозрасна веројатно, ми е се почудно и почудно, бидејќи новите генерации како доаѓаат, имаат некои нови стандарди, TikTok стандарди, јас ги викам. И TikTok им наметнува како треба да се однесуваат, како треба да изгледуваат, што да употребуваат и така натаму. И тоа се ми е мене сега го џвакам, уште го џвакам. Уште пробувам да се износам со. Што е она што не се џвака? Ево овие полуматурантки. Па, например, на 14 години кога бараш да изгледаш како 30 годишна девојка. Знаеш, за мене ми е оно останато у моја глава сите сме си со своји травми од детство, ама пати ќе носев на полуматура, мислам, и тоа беше Да, полуматура е прилично рано за да направиш во некакви халини, да биде се тоа не знам тоа халини се бара гламурозна. Чекај сега, како бараат да бидат облечени полуматурантки, како матурантки? Јас имав една борба оваа година со неколку од нив, кај што едноставно одбив да го сработам тоа што беше побарано од мене, затоа што оди против мои морални начела и принципи, колку чудно да звучи, бидејќи јас не сум родител, нели, но имам мои блиски со деца и некако се поистоветувам со цела таа ситуација, си викам, леле човече, моје 15 годишно девојче ми дојде да ми кажеш лицото овде гради, извадени, така натаму, нема да ми биде сеедно, малку ми е грч. Така да, тука малку, пак ќе кажам, збунета сум, приватно сум збунета, работно нема што, нели си работиш. Јас само ќе се нафрлам, извини, апропо градите и шлицот. Таа е полуматурантка, доаѓа со мајката, веројатно, со родител, така? Веќе и не. Веќе и сами доаѓаат? Веќе и сами доаѓаат, веќе и сами се самосвесни што сакаат, многу добро знаат што сакаат, многу добро знаат како сакаат да изгледаат. Така да веројатно напреднавме некако, не знам како општество, можеби и на светско ниво е така. Можеби телефоните си го направија своето, не знам како да го тоа дефинирам, но некои работи веќе не се многу далеку, не се како што биле. И пак ќе кажам, уште го џвакам, уште се обидувам да сватам, бидејќи да, после 18 и кај нас, нели се случи тоа транзиција живота, па одлепуваш максимално, меѓутоа до 18
уште се баравме за почеток. Така е. Не знаеш што си, дали си мајмун или човек на крајот на ден. Да. И се овие многу добро знаат што си. И кај те ради. Ама чекај малце, и овие полуматурантките не Па мислам спомна. дека тоа е малце too much, не? Тумачи. Да, за Многу тоа е зборуваме, тумач, малку да. шокантно на нас не изгледа сега. се крати. Нека не ни замерат гледачите, ова е наше мислење во кое што се служуваме сите. Да, ова е Па ја субјективно верувам дека мислење. секој од нас ќе се служи, нели? Па све друго би било малку... Ја мислам, освен полуматурантките, веројатно сите. Па да, знаеш, веќе дојде некој време кај што родителите немаат толкава контрола над децата. Знаеш, мислам, тоа е некако се толку своеглаво и толку деликатно и пипаво, нели? Знаете какви времења, да. Кога го погледнеш попреку уницев се пали се наоколу. Улинки, така натаму. Така натаму, така да малце е се многу климаво и сега сето тоа резултира со таква естетика, таа естетика си влече и етика и си влече и однесување и се понатаму, нели? И е малку деликатно. Пак ќе кажам, не се многу снаоѓам. Баш ми е збунка, секоја година А ми добро е се се поголема. обидуваш да им кажеш дека не се баш тоа и... Три конвертирав. Да, не може. Си конвертира. Три конвертирав, ги вратив на база, значи немој, викам сонце, чекај, сега ако го носиш ова, што правиш? Што носи за матура? Ма каква матура на 40 тебе више ќе ти биде издегустирано. Мене на 40 ми е облеков пати ќе имаме прв пат после 100 години. Чекајте малце, за се има свое време, некако тоа веројатно треба да им се малку каже и после. А ова со Ама се им е хиалуронов? достапно више Се им е на младите достапно, генерации, да. знаеш, Да, ама ја нема не како знам, да експериментираат они преку тој TikTok и преку Instagram и преку сите социјални мрежи. Све експериментираат, све пробуваат, све гледаат и све им е на тацна некако стајано, знаеш, и нормално е да бидат доста понапредни од ние кога сме растели, нели, мислам дека ние сме Нас ништо не ни фали, што не бевме толку напредни, едноставно го живеевме животот се што треба поред. Апсолутно, тоа сакав да кажам. Муабетот е друг. Ај матурантките, нели, полнолетни, пак некако сексипилот ќе го сватиш. Можеш на 14 годишно девојче шлици гради на Мегдан и она оди на полматура, чека гости, испреќе гости, со наставници, мислам некако малку ми е... Премногу, да. А ова со хиалуронов, тоа мене не ми е сватлива башка. Па веќе е дозволено, исто како се на светов, еве како што кажа Павле, издегустиравме се, таа гледа на TikTok дека X-нента особа од Америкиве, нели, нези е тоа, или од, не мора од Америкиве, од соседството. Тоа е 18 или 14 има? Од 14 веќе. А мајка и? Па и мајка е направена веќе или не? Веројатно е таа насока на животен стил, не знам што да кажам. Види се поместија работите, многу тектонски се поместија со социјалните медиуми. И вредност, и тоа го чувствуваме, секој ден го чувствуваме. И вредности, и ајде не можам да речам правила, пошто јас па не сум била некој кој што се води по правила во животот, баш напротив, цел живот контра. Но колку и да сум била пркосна, сум имала родители кои што кога ќе поминеш онаа граница, ќе те фати за нос, ќе те седне седија да ти кажам сега два збора и тука завршува се. Да. Ама као некако да го нема тоа, седи да ти кажам. Него ајде, удри, сакаш тоа, сакаш хиалурон на 14, боцкај, убава на мама, боцни се. Мислам, не знам, веројатно е тоа, немам како да го издефинирам, ти викам, многу сум збуната, некако ја што сум најважам за една од поотворени личности во Мене ме збунија. Да, мене да ме збуниш сериозно треба поминеш некоја граница, мислам, знаеш како јас сепак си стојам до тоа се во свое време и сметам дека цврсто треба тоа да се живее. Но 14 години ми е сепак жално да му се земе на едно дете детството, тоа е сепак детство. Така е. Мислам, допрва и следат нервози околу хиалурони и дечковци, така да. Некако помеко мислам дека треба да биде, многу помеко. Баш така. Се одиме ке Убаво Пеленива. закружување на... Ако се одиме ке Пелениве. Се шегуваме, нели? Се снаоѓаш со Пелени? Тоа како не? Веќе првото порасна, Порасна ќе правиме сега 2 години на 18 јуни. Добро. Да, Стварно, 2 години, Да. не цели, ова е бебе. Леле, мој мајко. Да, Весела. а Лена има 4 месеци. Браво. Да, и знаеш како јас кога се роди првично Јосиф, сакав да бидам што е можно повеќе инфилтриран во цел процес на раст, на менување на пелење, на кашици, на што го дае, значи сакав да бидам присутен, значи сакав да го гледам како расте, како се развива и така натаму и така натаму, знаеш, пошто ми беше битно. Не сакав да изоставам еден дел од неговото детство. И бебе, сега добар сум. А важи и тоа и ке тебе второто само се гледа.
Па што почнали ли Јосиф? Ама види, тоа по дефолт е така, нели, за првото секогаш се тресеш. Додуше, ја ке мине двете се тресеш, ама веројатно трета капина. Полесно е, второто од која се роди, више полесно знаеш. Затоа што знаеш, ги знаеш, не стои филтер на некој начин и сега више знаеш што те чека и што треба да правиш. Али види, уживанција е, тешко е, нема збор. Ама уживање. Мислам дека на денешницава нема потешка задача човек од тоа да биде родител, знаеш и ти. Мислам си да знаеме ти допрва, нели? Да, ти допрва ќе дознаеш. Па не, оној ги гледа ситуацијата, така. Али да, сите незини пријателки се со, нели, скоро, со печења и слично гледа примери и како се одвиваат и работи и се останато. Може би вистински нема потешка задача да бидеш родител, но исто така и нема неубава работа. Да. Нема побава работа. Се согласувам, потполно. Сега збориме на новороденчево песна. Така. Некако така, ако нели го насочиме муабетот. Одлично. Да. Значи, јас да ти кажам искрено, ретко кога сум забележал нова песна, толку често да ја слушам на радио. Да, што е случај со твојава песна, навистина, кога и да пуштам дел од радиостаници, нели кои што пуштаат македонска музика, гледам дека до новиве се врти, спотчето супер прифатена. Да. Можеме додека постојано си додека зборуваме, може да видиме и дел од спотот. Присутен и тоа години наназад. Ајде да го видиме, на весело спотче, убаво, така колоритно. Одма стартаме со песна. Спотчето не, спотчето сега има не, ја пуштија песната. Не, обратно, одиме со спотот. Режија. Ве молиме само прво спотот. Следиме момак. Да. Значи прво одиме спотчето за инсерти да го видиме и да се промоабетиме околу нели самата песна, а после ќе ја чуеме. Така е. Види. Колор. Балони, еве ти види дизајн, види како. Види. Полуматурантка. Се шегувам малку. Павле, ајде зборувај. Која правеше, каде ја правеше? Ја направи вашите претходни гости. Да, Дамир и Наташа, они ми ја направија песната. Со нив сме долгогодишни пријатели и соработници и имаме одлична комуникација и супер синергија помеѓу нас и кога имаш така, кога се случуваат убави работи, кога се промагаш со некој човек, обично многу ти иде све на лес, цели сите работи. И Ксенија Никола го напише текстот. Аха, на Ксенија. Да. Ова е трет текст кој што ми го пишува Ксенија Никола. И знаеш, кога ги споделив на Ксенија, сакам таков и таков текст да биде. Да има малце жаргон, да има малце фраерски моменти у него и се останат, знаеш? Значи да не биде сега... Двосмислени, тросмислени. Па добро се, секој ќе се промени у песната, нели? Не сакам да звучи сега да пробуваме да бидеме елоквентни или слично. Викам, како што ќе ти дојде, викам така ќе го напишеш и кажав тематиката која што сака да биде и мора го прати текстот за помалку од 15 минути. Тоа беше бум-бум, знаеш, кој ќе кликнеш и се случи. Не, на другар ќе вика малина, се вика новата песна на Павлина, вика зашто не е капина, е малина. Те прашувам зашто не е капина. Запалина малина Или брусница. Брусница. Следниот Павле брусница. Брусница, не иде брусница, брусниот капина, не иде. Капина не оди, малина е најдобро. Јас мислам ти еден албум да се направиш со Вошиенца. Шумско воќе. На времето тие емисиите што одеа Кој? Маринка. Натаму ме наведе муабетот. Се извинувам. Не. Али таа генерација. Мајко мила. Да, ма песнава е нешто што звучи, што знам, звучи на 80-90, барам и на ме асоцира. Не знам дали е Па да, таков е, некој популарен фанк, да. Спотот ми го правеше Принц. Аха. Стандард, значи сите Да, и многу е добар. Односно сите спотови ми ги има правено до сега и баш онака се познаваме и со Принц, знаете и вие дека сме долгогодишни пријатели, значи повеќе од една Значи не се минува тимот што победува. Така е, да. Убаво е да се прават експерименти, меѓутоа знаеш кога више сепак јас не сум онај што си е сигурно си, него знаеш убаво, сакам да минувам. Сакам да минувам, меѓутоа знаеш кога ете со Принц се познаваме долго време, точно знаеш што сакам и знае цело време биде различен, знаеш секој знае да биде иновативен и експериментира и така да. Така. Сега ја слушаме во живо. Сега да пеем? Ајде, да чуеме премиера да направиме на сија, Ајде, тамо вака, знаеш до каде. Готово е, напол.
Да нарачам малинките да дадат? Малини! Пуштете рече. Noćva ne ti brojam ja 103. I baby zemi ili ostavi. A šepoti, ne me znaš ti. Dupli bliznaci, težo hipokrit. Koja i da si, kakva i da si. Imam misija, jedna vizija. Te dobre kaj što si ti najslaba. I grizam usni tvoj od malina. Nemam vreme da te čekam, druga šansa nema me. Ovoj moment što je sega ese. I sakam usti tvoj od malina. Ti si umetnost. A umetnost je laga. Единствената лага што ја кажува вистината. Каже поти, не ме знаеш ти, тупли близнаци, тежок хипокрит, која и да си, каква и да си, дај опушти се, имам план за се, те добре кај што си ти најслаба. I grizam usti tvoj od malina. Nemam vreme da te čekam, druga šansa nema me. Ovoj moment što je sega ese. I sakam usti tvoj od malina. Usni od malina. Usni od malina. Премиера, дами и господа. Павле? Имаме едно Много прашање. ви е топло студио, да кажам. Имаме едно прашање. Ајде, пројде. Како беше? Каде ја допре кај што е најтенка? Што си најтека? Не, не викам на каде, кај да ја допира кај што е најтенка? Дечки, не сме толку близки за да кажем. А каде вика? Па овде? Не, на вода сме, другари. Ајде сега, одиме на прашања, пошто времето отидем. Ајде. Може, имам интересни прашања, верувам интересни ситуации и одговори од ваша Кое е страна. вашето најлошо искуство на јавен настап? Ау, така да почнем. Имало такво? Ивана се сети? Кога немав осет за себе како изгледам физички на една ревија 2015-та, така некако беше. Добро. Кога се појавив во краток црвен фустан кој што го видов следниот ден во весници. И само влегов дома и реков, добро, зошто никој не ми кажа ништо? Па кој може на тебе нешто да ти каже, побогу, зашто ме пушти да вака не искочам? А нешто не штимаше, нешто не беше како што треба, ама или овен со главата, од зетки искочам јас со краток црвен фустан и го видов следниот ден во медиуми и така. И така. И не се случи више. Не, тоа добро беше е. последниот. Па добро. Добро опомена. Така е. Така. Се сеќаваш? Како не се сеќавам, тоа ќе го памтам дори со жив. Што се случи? Еднаш во еден клуб, во скопски клуб, настапуваше Јелена Розга. Добро. И
се договоривме со незиниот менеджер заедно да настапиме, односно јас да бидам специјален гостин на концертот незин. И они предложија некоја песна, ја им предложив некоја песна и ми предложија песна која што уопште не беше мој фах. Воопшто. А ја имав голема желба да настапам со незе. И се нафати. И се нафатив. Си викам, добра е, ќе се нафатам. И сега ја работам песна. Ја работам и никако не ми влага у глава. Ама никако не ми влага у глава. Текстот? Да, текстот. Добро. А ја памтиш која? Чисто да имам предвид. Не сакам да ја спомнам. Чисто вака да. Добро. И застанувам на сцена и го заборив цел текст. Наеднаш. Цел текст, блокада, буф. Знаеш нешто кога не сила го правиш. Да. И добро, некако се извадив. Нешто на пола песна, влегов, па излегов, па едно, па друго, но меѓутоа сепак не беше окей, ниту према незе, ниту сам на себе што сум си го направил тоа, знаеш. Меѓутоа тој момент ми беше онаков, ме освести, ми дае бум-бум, неколку шамарчиња за да бидеш приземен, да не леташ многу, дека сега ти, знаеш, си достигнал одредено ниво, сега дават се кочница, дават се рачник, да се навратиме пак, затоа што нешто обично човек кој ќе достигне одреден степен на или одредено скалино на некаков успех, се опушта, си мисли дека ајде сега можеме што е да видиме што е следно, можам јас тоа како без проблем. Значи тука више настапува на некој начин егото, кој што ни е најголемиот проблем на секој ден од нас, знаеш. Меѓутоа тој момент ме освести и ме врати онаму кај што баш кај што требаше да дојдам. И од таму почнав многу поише да работам, многу поише да слушам поинаку и така натаму. Меѓутоа тој момент ќе памтам дожи сум жив. А и розга верувам. Сигурно. Добро. Колку сте конфликтни личности, колку се расправате и последна кавга на јавно место, која ви била, еве вака одма што ќе се сетите? Па тоа ќе открие многу. Јас знам да бидам бесен многу во собраки. Како си? И да се караш? Нема никако Да, и да заборавам понекогаш дека сум јавна личност, да се исклучувам која онака. Ти се случило онака да излезеш од кола? Па не да излезам од кола, него знаеш, од прозор. Ќе видиш ти убаво. Меѓутоа имаме владе тешка некултура кај нас во собраќајот и кога се свири, кога се пали, да речеме, зелено, одма позади чекат, мислам дека спремене да свирне зелената за као ти да трне, знаеш. Зашто побогу да свириш? Немаш потреба. Има и некој напред кој што е на телефонот, па не видел дека е зелено, па ќе помине зелено. Најверојатно, такви ситуации, да. Не се свесни луѓе, не се присутни луѓе. Па да не правиме моје за телефоните, затоа што сите возат и со другата рака чачкат во телефон. Јас инаку не сум конфликтна личност, но си имам така жолта минутка. Па сите си имаме жолта минутка. Ајде последна минутка. Па не многу одамна беше, па може би има 7, 8, 9 години во дискотека во Охрид. Не бев нешто, значи фина бев на некои 2 чаши. Па само ме фати вака дечкото пред мене, Ивана Кнеси, утре ќе те гледаме на YouTube. Ништо не правиме, викам, фаќате, а вие пошто ја, ако ја фатам, викам, толку ќе би. Така да ке мене нема конфликт, ама ке за микросекунда ке бев многу. А што те изнервира, се сеќаваш? Оној момент на празен простор и застанува позади тебе и те мава со лакти. И сега тука веќе број девојко те молам, нели, ајде прво се финсе, да те замолам, нели, и сега 2 пати ја замолуваш, третиот пат више готово трнав кон косата и Ивана Кнеси, Добро, ми се допаѓаат одговори. Кој е најчудниот комплимент кој некогаш сте го добила? Дека сум сладка. Се сум освен сладка. Сум прошла поред сладка, сум Зашто, Ивана, заобиколила. така се доживуваш? Па не сум сладка. Не сум сладка, се сум освен сладка. И тоа кога некој така, Леле, колку си сладка, па не сум, окей, добро. Фала. Go with the flow, окей. Не може да се сетам, да мислам. Ајде, ако ти сетиш, кажу. Ќе ви кажам. Добро. Имате ли предмети кои што ви се драгоцени, кои што си ги чувате, кои што ви се највредни, да речеме? Јас да, ево го носам, 25 години е стар. Што? Прстенот? Да. 25 години. 25 години е стар, од Охрид е купен од тезга и јас го мачкам.
со дешавања за да личи вако како што е. Мислам, јас имав 14-15 години кога Ајно зумче, ти го декорираш вака со... Да, ова е познат прстен, кај Тамара во спотови беше по плакати, значи си има цела една историја. Чекај да видиме, чекај држи. Двојката ќе фаќа. Мајстор ќе фаќа. Двојката ќе фаќа. Еј го. Еј. Дечки шафе, па ги возрасен. Стварно? А чекај, ти го... Да, јас го ццкам, пошто бев обседната со картија и се уште сум до ден денешен, меѓутоа си имам ветено во животов или ќе се купиш картија или нема да носиш фейк никогаш во живот, нели? И сега ова дете 15 годишно од 14 го видов на тезга во Охрид, значи се сеќам под тезгата, го земав, го му сменив личен опис и еве го до ден денешен се функционира. Бил црн бел, по спотови беше по свашта. Има прича на него. Баш убаво. Каман можеш на eBay купиш неколку ќе вреди. Само на број ги спотовите. Пише малку. Јас сум љубител на часовници. И ќе го спомнам она Ивана што го кажа, знаеш, од фейк момент. Секојаш која, нели, као помали, кога сме биле као деца, сакаш, нели, сонуваш да имаш таков саат или такви чевли или не знам, таков бренд или таков бренд. И првиот пат се сеќам кога отидов на брод, си купив прво нешто што направив од заработените пари, си го купив конкретно овој часовник. Да, и ова е стар 15 на години. Ти знаеш дека ќе те прашам ово прашање? Па го носиш, добро. Се шегувам. Да, и така да имам неколку такви часовници што ми се ептен драги и јас сум за тоа, знаеш, боле купи нешто што е така помалце. Нели да не е некаков бренд, а да е сепак квалитетно и твое, да. Пошто не можам да го разберам моментот на фейк Rolex и фейк не знам. Ја на ништо фейк не можам да разберам, мислам желбата да носиш тоа да ти го не знам, да личи на нешто што не е. Па да. Или го купуваш или па на крај крава нешто слично што не е твој бренд и тоа е тоа. Добро? Вика вака, кога би можеле да го смените крајот на некој филм, кој би бил тој? Ајде да видиме што... Гладиатор не требаше да умре на крај. Зашто ми го убија? Детството ми го пропасти, а зашто? Ја ти кажам прво, вториот дел кој искочи ми го уништи скоро првиот дел. Не, без врска. Комплетно. Не требаше да умре. Остајте го жив. Шо ми го земавте таму на крај? Значи се малце, нек се понадевам. Ај, тој што го зема, мене, например, неизбришлива сцена ми е со семејството. Ама смрт, значи катастрофа. И некако тоа ми е жален момент. Ај, ово е гладиатор, па очекуваш, нели, од борба на борба. Ма можеше на крај да го остават. Да, на крај. Без само нешто, еве, јонака извадија втор дел. Да, значи првиот дека го сменат, крајот да остане. А вториот да биде он дедо и... Да, и да продолжи да служба. И си живее, аз рекла до крајот да биде. Па добро, тоа би бил цртан на Дизни, не би бил гладиатор, така. Имаш некој тако што... Какви гледаш, што би сменил? Види, овој филм мене ми е кум. И мен. Да, трите дела. Кој дел? Кај 2, 3? Трите дела, мислам, онака. Колко не треба да убијат таму? Јас знам кого. Сега нешто гледам некои тизери дека као Сталоне треба сега да глуми у нов кол, да, ја викам. Не ја бива. Тоа е малце. Нели? Да бе, тебе ќе ти се јава. Некој што треба да продолжи да... Не, нема шанси. Тој легаси на некој начин е Енди Гарсија, нели? Пошто третиот дел беше он. Така заврши со него, али не би го променил, би го остал баш така како што е. Ја би променил еден дел. Знаеш кој дел? Кога му ја убиваат Софија Копола, кога ја убиваат на скалите. И па, знаеш како викаат англичаните, what goes around comes around. Да. Е тоа. Тоа што правиш, тоа ти Така лега. Ајде, одиме на кој сум јас. Доста прашања, да не ве замориме многу. Сега ти да времето, бе, луѓе. Одиме вака. Еде коцкастава е поголема, нека биде за Павле. А ова за Ивана, со тоа обратно векате. Што бе Па обратно? Павле треба на Ивана да ја напише. Добро бе, ајде, сменете ги овие само. Што е големо, тоа обично на машка глава. Ајде, добро. Значи не гледајте, јас ќе изгасам сега. Добро. Така, прво Павле напиши, па да покажеме Ивана кој ми лик гледај натаму. би требало да го погоди Ивана, односно да биде Ивана. Добро. И сега јас треба да ги ставам ги очила, Да, да. Ќе ги ставиш очилата, ама умеѓу време земи го фломастерот да напишеш ти. Да го Кој напишам. лик треба да биде Павле, да. Да. Не гледам. Не гледам. Добро, овој го видовме. Океј.
Дај да го покажеме, да не го види Павле, само молим те. Така. Океј. Видовме? Добро. Ајде сега. Павле, ставај. Само не читај. Чекај. Ајде, така. Не видовте така? Да. Ке види интересно. Со дај се, не се одговорите. Може. Кој сака, свртете се еден кон друг и поставувајте прашање. Океј, ајде. Значи, својот лик треба да го подобруваш. Океј. Она или ја, кој прв? Кој Како сакаш, сака, ајде, како не сакаш. ме ограничува. Машко или женско? Башко. Ама со дај се, Добро, не се. добро. Океј, ти реди. Океј. Нема ни многу Аха, време. значи, океј. Нема ни многу време, така да ајде. Океј. Ајде, ти след. Сега идеме еден по еден. Да, Како можеш сакаш? ти, како Ајде. сакаш. Ајде, ти доврши за да Океј, победиш. глумец, Не е глумец. пејач, Не. естрадна звезда, Да. локален, Да. Драган Вучич, Не. актуелен, Да. жив, И здрав. Тошо Малерот. Владко Лозановски. Не. Не е Ама ај Не, прво не видиш пејач. што е. Да, океј. Може да и помалам да кажам што е? Минимално сега, Нешто, зашто ако Има многу витка на коса. Чекај. Ама па пејача не е тој. не е пејач, кој ти Не е рече? пејач, не. Ти рече естрадна личност, дали е на естрада. Сега ајде да откри да видиш што е. Машко е витка на коса, естрадна личност. Водител е. Ме утепа, сега не гледам телевизија. Чекај сега. Сега тоа. Телма? Телма. Кате? Не може Кате Ама да Машко е! Па добро бе, Павле. Ајде се. Добро, што помни. Машко. Да. Да, наша звезда е. Не. Добра америчка звезда. Да. Глумец. Да. Расел Кроу. Не. Па што зборе за гладиатор. Во какви филмови? Акциони, во драми? Дај ми не. Да, дај ми. Иди натака малце. Дај го те помош. Помиња 365 дена. Еј, како си кажеш? Не го знам, не ми текна како си кажеш. И смееме пошто знае за кого. Да, точно. Микеле Морони. А Микеле Мороне? Ама не е американец Микеле Мороне, Па, италианец. тука е утнав. Ама да, ти го кажа филмот. Добро е! Топ сме. Бре, добре сте, се засмеав. Океј, ке се смееме во Сега викаме погоди, ја не гледам. Мене ми Можете те ви ги да на ги гиш, смеете малце, човече. пошто гледаш, што Мислам пудри се. сега, ама... Па пудри. Имаме и без пудра, само имаме на што вкусна малина, имаме. Имаме. Ајде. Добро. Одиме, ајде, да, имаме време, за цела не, ама со оглед на тоа дека е постара, претходната, а? Пола. Пуштете, ајде, одиме. Пуштай! Ајде, ти веќе. Ајде, Може, а после и предизвик имаме. Каква топлина душа опива, та твоја насмевка не се копира, сонцето не допира. Не ќам ништо друго, само знак, се ми кажува, твојот поглед мал, перутки во стомак се заиграле во бал, како да ти прозборам. Да ти кажам дека ти си таа, што ќе и пеам, што ќе ја смеам, што ќе ја љубам, ќе ја мазам, пазам, ќе ја греам, кого го чекав овој час. Универзумот си работи за нас, јас ќе ти пеам, јас ќе те смеам, јас ќе те љубам, ќе те мазам, пазам, ќе те греам, долго го чекав овој час. За да ти раскажам за нас,
се заиграле фудбал, како да ти прозборам, да ти кажам дека ти си таа, што ќе и пеам, што ќе ја смеам, што ќе ја љубам, ќе ја мазам, пазам, ќе ја греам, долго го чекам во овој час. Универзумот си работи за нас, јас ќе ти пеам, јас ќе те смеам, јас ќе те љубам, ќе те мазам, пазам, ќе те греам, долго го чекам во овој час. За да ти раскажам за нас. Универзумот си работи за нас, а сега рекламите ќе си работат за нас. Така е, работете режија нешта. Ивана Кнеси, Павле Камиловски, еве ги подготвени. Што би рекол Павле, ова за по риба е добро, рибата ја фаќаш и ја ставаш горе. Душ не ми текнало. Видиш? Може. Да, многу добро. Значи, Ајде. Ги правилата се? објаснивме. Правилата се нема правила. Правилата се да дадеш кош кај противникот. Со Можеш и да топчето. закуцаш ако сакаш. Да закуцаш на крај, дозволуваме закуцување, ако Ама е можеш и предмет вака да оди. речеш напред или кликни нешто направите. Луѓе, јас сум уметник, кај ме најдов, тајде. Нема врска бе, не, онака се Обично зиваме. тука тие што Жутите викаат се дека не се разбира у етнички души, добро моли. Чекај се, дали вака? Да. Така, спушти се долу. Добро, ајде. Доле. Спушти се долу. Ајде. Среќа овие лесни се тучија. Добро. За малку. Ама како пребавно. Добро. Чек. За малку. Добро. Па сконцентрирај се малце, не брзај, не замисли пикадо. Пикадо. Дај од цепелин. Дај цепелин, да цепелин дај. Пика. Требаше пикање. Ја не смеам да пипам ништо. Ајде. 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 Малку. Добро. Ајде, Полека, што сконцентрирај се, не брзај. Види Сконцентрирај таму се. каде, како е. Аба! За малче. Ајде, повели ти. Последна. Павле? Малце! Значи победи има. Обрач. Уметник, не уметник, тоа е. Ама нема врска. Добро, джентлменски. Фала ви, друштво, ние се забавувавме одлично, се надевам и нашите гледачи. И со мајката не се наги вие вади, ги така? Зашто дома ви се тие ќе се најдат дали за порима, дали за собирање на играчки. Како беше малина? Како беше малина, Павле? Како оди? Чај, кажи како. Малина, Да. Малина песата? Да. Те допрев кај што си, Најслаба. најслаба. Ти можеш ова вирално за на TikTok најслаба? Гризам усни твој од мајна. Леле, одман, најслаба. Ајде се да те Ајде, те добре, најслаба. добре. Допрев кај што си, ти најслаба. Шири, речи. Ја не оди корека. Значи, ние ти смисливме вирално видео. Најслаба, ова ти проаѓа на TikTok вирален станува. Поздрав, се гледаме утре. Чао, вично време 17:30. Чао, чао.